Во ера на дигитализација, достапноста од отворени податоци е од исклучителна важност и за борбата против корупцијата. Лесниот преглед на податоци, обработка и финална анализа може да допринесе за детектирање на ризиците од корупција и да им овозможи на медиумите, граѓаните и останатите чинители во општеството да делуваат активно во намалување на корупцијата. Преку отворени податоци, граѓаните и медиумите може да ги повикаат на одговорност високите функционери за нивното работење кое е спротивно на законот. Ова е од исклучително значење и за зајакнување на политичкиот интегритет. Transparency International Македонија, во рамките на проектот Следење на интегритетот во Западен Балкан и Турција, граѓански организации во борба против корупцијата со податоци за политичкиот интегритет, ќе подготви податочни сетови кои би биле достапни за разните чинители за обработка и анализа. Едно од полињата кое е многу подложно за корупција се и јавните набавки. Датабаза која ќе го покрива ова поле ќе биде подготвена. Секоја земја треба да воспостави ефективен систем за јавни набавки кој е отворен и транспарентен и доволно силен за да спречи корупција. Во Македонија постои систем кој на транспарентен начин ги објавува податоците за спроведените јавни набавки. Овој систем, воспоставен и контролиран од Бирото за јавни набавки, има за цел да обезбеди рационалност, ефикасност и транспарентност во спроведувањето на јавните набавки. Во текот на 2022 година се склучени 32.705 договори во вредност од 68 милиарди 311 милиони 69.973 денари. Подготвената датабаза ќе овозможи лесен преглед на огласите за јавни набавки и доделените договори објавени од релевантните институции. Иако системот на јавни набавки е зајакнат во последните години, како во Северна Македонија, така и во земјите од Западен Балкан се забележуваат нерегуларности и ризици од корупција. Некои од главните недостатоци кога станува збор за јавните набавки вклучуваат: несоодветно управување со јавните набавки, лошо планирање на набавките, недостаток на отворени постапки за набавки, фаворизирање на одредени оператори, јавни набавки со една понуда, склучување на договори со цена повисока од реалната цена. Затоа потребни се дополнителни напори и вклучување на сите институционални ресурси за детектирање на ризиците од корупција на ова поле. Сите заедно треба да се вклучиме во борбата против корупцијата. Користи отворени податоци за зајакнување на политичкиот интегритет.